Комисијата за животна средина на ВМРО ДПМНЕ ја одржува оваа трибина која што е посветена на менаџирањето на отпадот, се со цел за да укаже дека денеска отпадот во Европа и во светот представува навистина сериозна економска категорија која има своја валоризација. Компонентите од разните типови на отпад се повеќе се рециклираат, селектираат, како такви и повторно се употребуваат во различни сектори и тука е прашањето каде е Република Македонија, каде се наоѓа и кои се перспективите во менаџирање со овој тип на суровина, дали имаме позитивни ефекти, исчекори и што во иднина може да очекуваме. Јас сакам да истакнам на самиот почеток дека 2006 година, кога дојде владата на ВМРО ДПМНЕ, затекна една состојба да постои само закон за управување со отпад, кој што може би година или две како таков беше имплементирачки, меѓутоа во многу мал сегмент и речиси тргнавме од нулта позиција. Не постоеше ни стратегија за управување со отпад, а да не да зборувам за регионални планови или воопшто за акциски план кој што ќе ги дефинира сите аспекти како Република Македонија ќе управува со овој сегмент, односно како ќе го валоризира отпадот. Од тие причини навистина тоа беше сериозен предизвик како да се зафатиме и во кој смер да се движиме. Среќа што со поддршка на словеничката влада и експерти добивме и експертска и финансиска поддршка и 2009 година ја изработивме стратегијата за управување со отпад заедно со акциски план до 2016 година кој што ги дефинираше сите понатаму стратешки пристапи како да управуваме со отпадот и на кој начин да се справуваме со тоа, и тоа беше еден појдовен чекор на самата локална самоуправа за да може да ги планира овие концепти, а се уште не беше, да истакнам, донесен и законот за регионален развој и формирани регионални центри, затоа што стратешкиот и планскиот документ укажуваа дека како и останатите европски држави и Република Македонија ќе треба на регионален да има регионален пристап во управување со отпадот. Од тие аспекти се донесоа низа на закони кои што произлегуваат од оквирниот закон на отпад, се донесе законот за отпад од пакување, за отпад од батерии, електронска и електрична опрема, за кои што за сите направивме студии, акциски планови и навистина се пристапи кон нивно функционирање. Денеска сме сведоци дека веќе не постои проблем со отпадот од акумулатори, сетиот тој повторно се рециклира и веќе немаме акумулатори расфрлани низ државата затоа што тие во својот состав има тешки метали, олово, антимон и така натаму, и тоа на некој начин представува грижа кон граѓаните. Од друга страна и отпадот од пакување, хартијата, стаклата, пластиката, амбалажата, како такви веќе се менаџираат во еден прифатлив концепт. Дел се извезува надвор од државата, дел има и компании кои што самите го преработуваат како што е амбалажата во Република Македонија. Меѓутоа, пред се морам да истакнам дека отпадот во Република Македонија граѓаните треба да сватат што е улогата на државата, а што е улогата на локалната самоуправа, односно на градоначалниците во делот на менаџирање со отпад. Понекогаш се доведува до некое несогласување или непознавање и се повикуваат они институции кои што најмалку треба да бидат повикани за тоа дека треба да се справуваат со отпадот. Значи јас на почетокот кажав кои се улогите на владата, на Министерството за животна средина и што тоа има направено за да ги поднесе сите, да ги приспособи сите директиви и да ги подготви сите стратешки и плански документи. Меѓу другото, кога изработувавме стратегијата за користење на европските фондови, отпадот и отпадните води беа нашиот императив, односно справувањето со тие два проблеми. Од тие причини во изминатите години, кога ја направивме тој концепт на користење на европски средства, се пријавија, побаравме да се пријават регионите кои што сакаат да ги користат типа средства.
средствата. За жал, оние региони кои што имаат денеска неголеми проблеми со справување со отпадот, како што е Полошкиот, Охридско-Струшкиот регион, воопшто не пројавија интерес да ги користат европските средства со оправдување дека се уште менаџерски и капацитетивно не се спремни да ги искористат тие средства за да можат на тој начин да управуваат со отпадот. Се пријавија источниот и североисточниот регион и за среќа денеска веќе е изработена документацијата. Во оваа фаза ќе биде распишување на конкурс за набавка на опрема која што е неопходна за да може вистински да се управува со отпадот и затварање на старите сметилишта, односно така наречени диви депонии кои што на тие региони како такви екзистираат. Да напоменам дека сите совети на овие општини изгласаа овој концепт и дури се согласија со локацијата која што е избрана за изградба на депонијата, чии почеток на изградба треба да стартува распишување на тендерот на почетокот на идната година. Значи владата на ВМРО ДПМН ги подготви досега сите документи и тендерската документација за да овој проект како таков воопшто го види светлото на денот. Од друга страна ги јакневме капацитетите на јавните предпријатија во тие региони, а за регионот на Полог и за југоисточниот регион се потроши време и ресурси и средства, бидејќи нивниот концепт беше да влезат со тип на концесионирање или приватно јавно партнерство. Меѓутоа се избра концесионер, меѓутоа поради висината на цената која што семејствата треба да ја плаќаат за собирање на отпад, локалните самоуправи едноставно не беа спремни да влезат во тој проект, особено Полошкиот регион, и се откажаа и тоа значи дека не сакаат да користат ниту ИПА средства, ниту да менаџираат со своите граѓани во поглед да вршат наплата на средствата. И јас тука одговорно би ги прозвала градоначалниците на Тетово, на Струга, на Кичево, на Дебар, па и на Гостивар и на помалите општини како директно одговорни зошто тој концепт не успеа, бидејќи со тоа ја покрија својата неспособност заедно со директорите на комуналните предпријатија да можат да менаџираат со отпадот и да го решат тој горок проблем. Од тие причини пред 2 години буквално се случија и несакани действија од поплавите во Полошкиот регион, особено во Тетовско, затоа што сите јаруги, долови и канали беа заполнети со отпад од секаков тип, особено комунален и градежен шут, и тоа предизвика дури несакани последици за кои што одговорно лично, па мислам дека и сите ние како комисија се сложивме дека прстот за одговорноста треба да биде во најголема мера вперен во самите градоначалници, и јас сметам дека и со она што посебно се случуваше последните месеци со депониите во Тетово и во Струга, дека граѓаните на овие локални избори ќе знаат да ги препознаат одговорните чинители и како такви на овие избори, а таму каде што веќе ги имаат истите кандидати како во Тетово господјата Теута Арифи, па и во Кичево ќе знаат да бидат казнети на изборите без разлика на која политичка партија припаѓаат, бидејќи таква неодговорност во управување и менаџирање со комуналниот отпад никој градоначалник не треба да си дозволи, а граѓаните тоа го гледаат и навистина верувам дека како таков пример ќе го казнат. Меѓутоа постоја изворедни позитивни примери, како што реков, тоа беа источниот и североисточниот регион кои што ги слуша упатствата на владата за да може да ги користат ИПА средствата и да ги јакнат своите капацитети, а од друга страна владата помогна и со набавка на контейнери, 5000 контейнери беа набавени преку 22.000 канти кои што преку ЗЕЛС беа доделени на градоначалниците и да не кажам уште колку плански документи беа сработени за да можеме да помогнеме на сите региони да се справат со овој проблем. Од друга страна, неколку пати во годината се организираше акцијата Македонија без отпад, во кој што заедно со приватниот сектор во одредени региони интервениравме за да може поголеми, па да не кажам и 100 тони на отпад да бидат однесени до депониите, и невладините, соработката со невладините организации која што имаше владата на ВМРО ДПМН за да можат тие да бидат и креатори на јавното мислење и да влијат заедно со нас на свеста на граѓаните за да можат многу поодговорно да се однесуваат во овој правец. Од друга страна, како што истакнав, имавме исклучително позитивни примери, како што беше градот Скопје, односно Скопскиот регион, кој што исто тргна од една нулта позиција. Ако пред да
дојде за градоначалник господинот Коце Трајановски, заедно и со европските експерти, кога ја посетивме Дризла, тоа беше катастрофална состојба 2009 година, 8, кога почна да се работи стратегијата, за да денеска тие што добро паметат, односно не сакат да заборават, ќе видат дека Скопје представува еден модерен град кој што навистина многу вложи и делот, сегментот на заштита на животната средина во сите медиуни, особено со проблемот со отпад, го стави на високите своји приоритети и обезбеди финансиски средства во доволна мера, никогаш доволно, меѓутоа почетно, изворедно доволно, за да може да се справува со овој проблем. Денеска тука на оваа трибина со нас е и советникот во градот Скопје, господинот Маријан Додовски, кој што мислам дека најрелевантно може да преговори што тоа Советот, градоначалникот и градот Скопје заедно со јавните предпријатија направија и се заложија за да може денеска Скопје да биде па на некој начин и прогласен за град кој што во Република Македонија го има решено, односно во голема мера го има решено проблемот со менаџирање со отпадот. Марија, не ве повели со конкретни бројки. Благодарам, Сонја. Значи, ако сакаме да компарираме во контекст на што и Сонја го кажа, каква е ситуацијата со менаџирањето, со управувањето со отпадот во Тетово, Кичево, Гостивар, Струга, Куманово и во други општини, каде што не ги кажам како пример, затоа што македонската јавност изминативе месеци и години беше преокупирана од она што се нарекува еколошка катастрофа, од катастрофалното менаџирање со отпадот, од постојаното горење на тие диви депони кои се наоѓа буквално во најурбаните простори на овие општини, а тамошните градоначалници буквално сето тоа го игнорира, го маргинализира или бара некакви си адхок решенија кои ќе требаше само моментално да се презентираат пред јавноста, а фактот е тој дека тамо се уште имаме истата и полоша ситуација и ќе се влошува затоа што едноставно не знаат и немаат концепт како да управуваат со отпадот. Визави нив, она што се случува во град Скопје, можеме слободно да кажеме дека градот Скопје, воден од ВМРО ДПМН, од градоначалникот Коце Трајановски, заедно со Советот на град Скопје, јавно покажа и докажа како треба да се менаџира со отпадот, со јавните предпријатија, со јавното комунално предпријатие во единица на локална самоуправа и уште повеќе како да се менаџира главен град на една држава со управување со отпадот, каде што имате 10 општини, каде што имате мешан состав на население, каде што имате исклучиво урбана средина, меѓутоа каде што имате и рурални простори. Од она што Сонја што го спомна 2008-2009 година каква беше сликата во Скопје, можеме сето тоа најексплицитно да го испрезентираме преку бројки, затоа што бројките говорат се и тука можеме многу јасно да ја видиме и разликата. 2009 година во градот Скопје имаше само 20 стари возила за собирање на отпад, од кои само 7 беа исправни. Другите знаеа да останат по патиштата и овие другиве и како такви да бидат тотално неупотребени и истите да бидат едноставно предмет кој треба да биде однесен на ѓубриште. Значи, буквално без никаква елементарна инфраструктура за собирање на отпад. Денес во градот Скопје имаме над 100 современи камиони за собирање на отпад, за комунален отпад, камиони кои треба да ги чистат улиците, за чистење на снег, за чистење на тротоари. Говорам за најсовремени камиони, со вредност од над 5 милиони евра, а можеме да ги видиме и по скопските улици. Ако одиме со бројката дека во Скопје на дневна основа се собираат над 400 тони комунален отпад, можеме само да претпоставиме за колкава количина на отпад се работи и како сето тоа треба добро да се организира и добро да се изменаџира. За сето тоа да се стави во еден одличен систем на менаџирање со отпадот, мора градот да ја постави многу добро и својата инфраструктура на целата територија. Беа поделени над 60.000 канти за собирање на отпад во индивидуални објекти, значи во куќи. Понатаму,
Во Скопје се започна и една постапка за поставување на подземни контейнери. Во изминатиот период беа поставени 40, а оваа година веќе сме започнати со нови 15 подземни контейнери. Значи, посебно во оној дел каде што е урбан, каде што треба и ликот на градот, значи да се сочува, ние одиме и со најсовремените методи на собирање на отпадот. Пред 2009 година ние можеме да кажеме дека отпадот со тие стари камиони се собираше од време на време и тук тамо по одредени урбани средини, додека сите оние рурални делови, бидејќи градот Скопје е на голема територија, беа комплетно изолирани и тамо немаше собирање на отпадот од јавното комунално предпријатие. Тук собира со камиони или на своја рака, мештаните по селото го фрлаа по околината. Сега сето тоа е минато. Значи сега сето тоа е во организација на градот Скопје и во рамките на комуналното предпријатие. А за вие да имате добро организирано менеджирање на собирање на отпадот, треба да имате и стабилни јавни предпријатија во градот Скопје. Ќе кажам, јавното комунално предпријатие кое Коце Трајановски го начека како градоначелник кога дојде, имаше 7 милиони евра загуба. Денес комунална хигиена секој први на вработените им дава редовно плата без никакви загуби и работи комплетно рентабилно. Она што на државно ниво ВМРО-ДПМН го постави како основа за менеджирање со отпадот, кој требаше понатаму преку разни програми да се имплементира во локалната самоуправа, како Македонија без отпад, најразлични акции, тој градот Скопје го работеше заедно со нашата влада, значи со министерството. Значи се работеа сите тие акции. Дополнителна акција беше која и сега е влезена во програмите е собирање на кабастиот отпад. Значи, градот Скопје 4 пати во годината, по 2 дена, значи, во секоја од овие 10 општини, со претходна најава, на одредена локација го собира кабастиот отпад. Кога сето тоа ќе го земете на 10 општини, ние покрај редовното бесплатно, и тоа е бесплатно, значи во текот на една година, покрај редовните активности на менеджирањето со отпадот, на собирање на комуналниот отпад, ние имаме плюс 80 денови, каде што бесплатно се собира овој отпад кој им тежи на граѓаните. Не знаат каде да фрла, дали се работи за стар мебел, дали се работи за стари шпорети кои сега треба да се собират и согласно новата законска регулатива. Тоа сега се работи и во рамките на градот Скопје. Во делот на заштитата на животната средина, покрај другото, дел од јавните предпријатија и комунална хигиена која е најодговорна во делот за собирање на отпадот, се вклучува и во дополнителни активности. Кога големо аерозагадувањето и зимскиот период, дел од овие камиони имаат можности да бидат надградени, се надгради и преадаптирани во делот за прскање со калциум, магнезиум, ацетат, кој нели од Лондон ние го пресликавме тука во Скопје. Значи, со една реченица, кога би требало да се каже какво е менеджирањето со отпадот во градот Скопје, како главен град на Република Македонија и град составен од 10 општини, ние слободно можеме да кажеме дека Коце Трајановски и ВМРО-ДПМН за 8 години успеа да воспостават систем на целосно менеджирање со комуналниот отпад, јасно и прецизно, значи менеджирање и со другите видови на отпад, вклучувајќи го и медицинскиот отпад, и затоа како партија излегуваме пред граѓаните и да кажеме дека да, ВМРО-ДПМН се грижи за животната средина, мисли на граѓаните на градот Скопје, на општините, меѓутоа на сите граѓани во Република Македонија. И кога веќе имаме воспоставено еден ваков одржлив систем на управување со отпадот во градот Скопје, зошто тоа да не биде на некој начин превземено, отсликано и од другите општини? Зошто граѓаните во Тетово да се гушат, зашто да не може да дишат чист воздух, зашто нивните диви депонии постојано се палат, или ако сакат да се отидат до својот дом, да мора да поминуваат низ диви депонии, или да се плашат да не ги нападне некој куќа или да ги нападне некој кој таму ги пали овие простори. Така да се тоа во еден добар пакет на менеджирање која ќе се укомпонира и со единствената санитарна депонија
за комунален отпад, значи кога веќе имаме медицински отпад и азбест на низ се депонира дрисла, направена по сите светски стандарди, ние слободно можеме да кажеме дека Скопје се движи во вистинска насока во делот на менеджирањето со отпадот и можеме слободно да го сврстиме во делот на градовите во Европа, каде што за многу краток временски период оваа трансформација е направена и дека градот Скопје се движи во една позитивна насока и дека пораката до граѓаните на градот Скопје е дека да, ВМРО ДПМН е политичката партија која мисли за сите граѓани на градот Скопје, независно на етничка, на партиска припадност, независно дали живеат во централно градско подрачје или живеат во најпериферните делови, едноставно сите го дишеме истиот воздух, значи сите се движиме по истите улици. Така се работело, така работиме во моментов, а така ќе работиме и во наредниот мандат. Благодарам, Маријан. Значи, се согласивме дека клучно е менаџирањето, спремноста на градоначалникот, желбата и способноста да избере директор и самиот тој да ги стави овие проблеми на високо на приоритетите и во својот буџет да одобри повеќе средства, меѓутоа и да знае како граѓаните да ги убеди и да им пружи квалитетна услуга за да можат тоа и да го наплатат. Инаку тие секојаш ќе бидат револтирани и едноставно својот револт ќе го искажуваат преку ненаплаќање на сметките за комунален отпад. Од друга страна, како што кажа ти, Скопје е единствен, депонијата Дрисла, единствена која што го има решено проблемот со отпадот од азбест, што е сериозен проблем во многу држави кои што се поразвиени од Република и членки на Европската унија, на што особено треба да бидеме горди, а исто така го решава и проблемот со медицински отпад, зашто Министерството за животна средина направи студија и кажа како тоа да се менаџира. Денеска на трибината за ова јас сметам дека најрелевантен да проговори е господја Снежана Милковска, која што е доктор по професија и токму доктор на медицина и знае како во државата, односно во поголемите центри медицински се решава овој проблем, дали Дризла е спремна да го прифати медицинскиот отпад и како понатаму со ова ќе се справува Република Македонија, дали ќе го решиме и конечно и проблемот со медицинскиот отпад и на кој начин. Снеже, ви благодарам на зборот, но пред се ви сакала да кажам дека како што веќе видовме, воведени и реализирани се соодветни проекти и стратегии за справувањето со отпад. Но од друга страна сакам да напоменам дека се воведени и најсовремени, стручни, долгорочни и безбедни во однос на здравјето на луѓето стратегии во кои учествува голем број на експерти, како и тие истите беа усогласени со европските директиви. Пред се медицинскиот отпад, кој е карактеристичен и специфичен, иако се наоѓа во мал процент во однос на останатиот отпад, тој е особено значаен. Освен што се воведени правилници и процедури во однос на ова, како што е, например, ќе го спомнам правилникот за начинот на постапување со медицинскиот отпад, како и начинот на пакување и обележување на истиот, во кој се точно определени и начините на транспорт и складирање на овој опасен материјал. Ќе напоменам и дека од страната на нашата влада и од страната на град Скопје се набавени специјални возила, што секако претходно спомнавме дека се набавени голем број на возила во кои спаѓаат и овие две со посебни контейнери и 3 комбиња кои се специјално обележани според прописите и стандардите, и дека сепак не можеме денеска да најдеме како порано медицински отпад опасен, инфективен, на кој начин што веќе имаме добри контейнери, како што видовме некои од нив се подземни, некои од нив и се вршат се служат за сепарација на отпадот. Не наоѓаме ампули, не наоѓаме игли, шприцеви на кој начин и ги се предизвикува љубопитноста кај децата да дојдат и да нема да дојде до инфекции, нема да дојде секако до останати последици, како што знаеме, не дај Боже, до кои би можеле да дојдат.
Секако и азбестот, ќе ги спомнам правилникот за начин на постапување со отпад со азбест и со отпад од производи во кои има азбест и секако правилникот за минимални барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на азбест при работа. И ќе напоменам дека владата за прв пат на одредена територија, тоа е само во град Скопје во Дризла, успеа да направат специјални парцели во кои има канали долги 25 метра, широки 5 метра и длабоки 3 метра, кои за прв пат во Република Македонија, тоа е и случај на Балканот, тука имаме тие се обезбедени со геомрежа, обезбедени со геомембрани и геотекстил, што значи дека овие полупропусливи мембрани не само што успеваме тој отпад да не дојде до останатите, да го изолираме, туку и да не стигне во останатите медиуми како што е воздухот, водата и почвата, што е особено значено за нас. Не мора да напоменувам дека голем број на едни од нив правилници ќе ги спомнам, тоа е правилникот за поблиску управување со постапување со опасен отпад, потоа правилници за начинот на постапување со отпад со тритониум диоксид, со опасни масла, потоа правилникот за управување со полихлорирани феноли, значи успеано е да се дојде со работа, со експерти до одредени правила и процедури кои благодарение на нашата влада и благодарение на градот Скопје правилно се спроведуваат во депонија Дрисла. Снеже, навистина благодарам за концизното излагање. Значи, уште еднаш да кажам, се спомна дека се менаџира комуналниот отпад и каде поуспешно, а каде речиси и не се менаџира, и на тоа отворено треба да проговориме и да повикаме на одговорност. Меѓутоа, од друга страна, начнавме дека во Република Македонија од европските фондови ќе се користат средства над некаде, мислам, 15 милиони евра, кои што треба да бидат доволни за изградба на една современа регионална депонија со неколку трансфер станици, која буквално источниот и североисточниот регион ќе ги направи едни од најспремните за да менаџираат со отпадот, а со тоа и градоначалниците, сега граѓаните тоа добро знаат, на која политичка партија и припаѓаа и како тие во соработка со владата успеа да ги изнесат овие проблеми и конечно да дојде до завршница на овој и текако голем еколошки проблем кој што беше поставен пред владата на ВМРО да го решава. И од тие причини јас би сакала, бидејќи многу се поставува прашање околу изборот на локацијата, безбедноста на локацијата, како граѓаните тука за тоа треба да се произнесат, да го повикам експертот од оваа област, господинот Александар Брезовски, кој што ни ги објасни како е постапката за добивање на таа студија за оцена на влијание на животна средина при избор на локација и колку е тоа подобро да биде регулирано по сите стандарди и за да на некој начин ги затвориме сталите сметилишта и да кажеме дека е тоа многу побезбедно да биде на едно место регулирано, како што тоа сега е Дризла, без никаква бојазност по здравието на граѓаните, отколку да ги имаме несаканите ефекти на палење, на стрништа, на депонија, како што беа тоа во Струга и во Тетово, и да тоа влие на загрозување на здравието на граѓаните. Повели Александар. Благодарам, Сонја. Најпрво сакам да истакнам дека вклучително со сите мерки и проекти кои ги спроведе владата на Република Македонија заедно со Министерството за животна средина, еден од најголемите проекти што беше спроведен, односно решавање на проблемот со комунален отпад на источниот и југоисточниот регион на Република Македонија е спроведување на самата постапка за целосно утврдување на локацијата, утврдување на влијанието врз животната средина на таа локација, која ќе го реши проблемот на 300.000 жители кои живеат во тој регион. Тој проект беше спроведен на начин што беа применети сите европски директиви, сите
сите практики кои се во таа област се со цел да се обезбеди правилна локација, да се заштити животната средина, биодиверзитетот на самата локација, социјалниот и другиот аспект на жителите кои се во непосредната околина, и на тој начин се донесе правилно решение. Таа постапка беше целосно спроведена, применувајќи ги сите директиви, како што кажав, на Европската унија. И со задоволство можеме да кажеме дека во источниот и југоисточниот регион самата постапка е доведена пред завршување, пред потпишување. Североисточниот регион постапката е скоро завршена, следува избор на инвеститор и набавка на опремата за утврдување на самите постројки што треба да бидат инсталирани. Како што претходно спомнав, примената на европските и светските стандарди во оваа област бара да се примени постапка за оценка на влијанието на животната средина. Самата постапка представува комплексен процес во кој се земаат во предвид сите аспекти на самата инсталација, односно на самиот проект кој треба да биде спроведен на таа локација. Аспектите се однесуваат и на локацијата, на самата локација, се однесуваат на сите аспекти и медиуми на животната средина. Значи, се одредуваат условите во кои ќе се спроведува самата активност. Понатака се земаат во предвид хидрогеолошките, геолошките услови на самата локација. Понатака микроклимата се зема во предвид и начинот на транспорт на отпадот, оддалеченост од населените места, нарушување на мирот и спокојството на околните населби. Значи, тоа е комплексен процес кој е опфатен и во Законот за животна средина и опфаќа долг низ на чекори кои треба да се спроведе за да се заврши самата постапка. Сакам да напоменам дека во самата постапка која е предвидена за завршување на еден ваков проект, постои можност целокупната јавност да биде вклучена, да бидат вклучени граѓаните, стручната јавност и сите засегнати заинтересирани страни. Самата постапка дава можност да се дадат мислења, коментари на самите услови во кои ќе се спроведе ќе се изгради и ќе се спроведува целокупниот проект. Така да на тој начин, на најдобар начин се врши избор, селекција на самата локација, утврдување на начинот на вршење на дејноста и се со цел самите граѓани да ја добијат најдобрата можна услуга, а вклучително на тоа и животната средина. Сега би сакал накратко таа постапка да ја спомнам од почетокот која беше спроведена на самиот избор на локацијата, односно студијата за оценка на влијанието на животна средина за изградба на централната постројка за третирање и депонирање на отпад на источниот и североисточниот регион на локацијата Мечкоевци, Брашинци во непосредна близина на Свети Николе, вклучуваше најпрво, значи постапката започнува со изјава, известување за намера за спроведување на проектот. Ова известување се достава до Министерството за животна средина, кое таа намера за спроведување на проектот ја објавува во медиумите, во печатени весници, на интернет страната на Министерството, на која можат заинтересирани граѓани и други органи да се јават и да достават мислења, да можат да коментираат за намерата за спроведување на проектот заради заштита на нивните интереси на нивната заедница. Понатака, по прибирање на тие информации, Министерството за животна средина ја утврдува потребата за оценка на влијание на животна средина. Во Законот за животна средина има одредби во кои одредени дејности не се предвидени да поминат преку постапката на оценка на влијание врз животната средина. Туку се применат други одредби. Така да во овој случај тоа беше спроведено со земање на предвид на забелешките што беа доставени од јавноста и понатака следната постапка беше донесување на одлука за спроведување на постапка за оценка на влијанието врз животната средина. Таа одлука, таа
таа одлука беше објавена на ист начин и јавноста имаше можност да коментира. Значи тука може да се јават локалната самоуправа, заинтересирани граѓани, физички, правни лица можете на таа одлука да достават мисли. Понатака, самиот инвеститор, односно кој треба да ја изгради самата постројка, поднесува барање за утврдување на обемот на оценката на влијанието врз животна средина до Министерството за животна средина. Обемот го одредува врз база Министерството, врз база на собраните податоци за самата локација, за самата дејност, за начинот на управување на отпадот кој се предлага, и на тој начин му дава до знаење на самиот инвеститор кои организацијски и структурни делови од постројката ќе влезат во тој обем кој треба да се дефинира. Обемот го утврдува Министерството за животна средина и на крајот донесува одлука за утврдување на обемот на оценка на влијанието на животна средина. Ова одлука е битна затоа што му се дава до знаење на самиот инвеститор кои аспекти и кои делови од самата инсталација ќе бидат офатени во самата оценка на студија за оценка на влијанието во животна средина. Тој може да даде приговор, може да го оспори на начин со кој ќе се најде заеднички јазик помеѓу инвеститорот и Министерството како надлежен орган. Понатака, откако ова ќе се заврши, инвеститорот подготвува студија за оценка на влијанието врз животна средина. Таа се изработува со избор на еден или повеќе експерти од листата на експерти за оценка на влијанието во животната средина, која Министерството има воспоставено и во која се наоѓаат експерти кои се лиценцирани и кои ги запазуваат сите најсовремени стандарди за ваков тип на експерти кои треба да бидат вклучени во самата поставка. Значи тука не доаѓаме во случај да имаме паушален избор на експерти. Тие експерти преку програма за обуки се точно обучени да ги применува најсовремените практики во оваа област за оценка на влијанието врз животната средина. Оваа студија, откако ќе се заврши, инвеститорот ја достава до Министерството, кој понатака ја објавува студијата на својата веб страна во печатени вестници, на која може целокупната јавност да даде коментар. При тоа се обезбедува и јавна расправа. Министерството организира јавна расправа за самата студија, на која заинтересираната јавност повторно може да даде своје мислење. Врз база на коментарите, понатака Министерството изработува ревизија на студијата за оценка на влијанието врз животната средина. Таа ревизија е со цел да се вметнат сите коментари и забелешки од заинтересираната јавност. Понатака следува решение за доделување на дозвола за спроведување на проектот, објавување на решението, повторно имаме тука учество на јавноста, каде што објавеното решение може да се оспори и да се коментира. И на крајот со сублимирање на сите овие елементи, каде што имаме учество на инвеститорот со својот стручен тим, понатака Министерството со своите служби, односно управата за животна средина и заинтересираната јавност, се доаѓа на крајот со Министерството како сублимат на сите овие постапки, доделува дозвола за спроведување на проектот за изградба на ваква депонија. Можам да кажам дека овие долг низ на постапки и чекори се веќе спроведени. Тоа е заслуга на Министерството за животна средина, на владата на Република Македонија, која на овој начин го решава проблемот за депонирање и третирање на комуналниот отпад на скоро 1/3 од територијата на Република Македонија, во која овие два региона, источниот и североисточниот, се наоѓаат. Така да, согласно ова што претходно го кажав, можеме на некој начин оваа постапка што е изодена, значи во овој регион, да кажеме дека представува пример и модел на кој треба да го решиме комуналниот отпад и третирањето на комуналниот отпад и во другите региони кои, како што веќе претходно беше спомнато, имаат големи проблеми.
Благодарам, Александар. Неисцрпна тема за дискусија, уште многу типови на отпад, опасен, индустријски, градежен и така натаму, на кои што во една трибина не може да завршиме. Сега се главно сконцентриравме на комуналниот, медицинскиот отпад, постапките. Вака сега кој ќе сублимирам, владата на ВМРО ДПМНЕ од 2000 почнувајќи да го решава овој проблем, од 2008 година поинтензивно направи стратешки плански документи за национално ниво, регионални плански документи, изработи документација за источниот и североисточниот регион, како што рече Александар, за 300.000 жители, и тој веќе од наредната година финално ќе се решава. Значи со набавка на опрема, затварање на старите депонии и изградба, за што се обезбедени средства од владата на ВМРО ДПМНЕ преку европските фондови и Министерството за финансии. Ја решаваме финално Дризла, веќе почнуваат да се инсталираат постројките за медицински отпад, селектирање, рециклирање, производство на РД фракција, да не зборам многу стручно, тоа се 900.000 жители, значи некаде околу 1 милион жители на Република Македонија веќе ќе ги чувствуваат бенефитите за сите напори што ги направивме, за да може да имаме почиста држава, односно ослободена од отпад на сите простори. Од друга страна остануваат градоначалници, остануваат локални избори, односно граѓани, кои што треба да изберат градоначалници кои во своите програми на највисок ниво ќе го стават решавањето на овој проблем, а владата на ВМРО ДПМНЕ постави високи стандарди. Иако може би некој не мисли така, меѓутоа секој експерт и домашен и европски, ако погледне детално, ќе види дека тоа е вистина. Ние посекуваме само и останатите значи чинители на ист начин да се справуваат со овој проблем и да му посветат сериозно внимание, а граѓаните да бидат тие кои што со својот глас ќе можат и да ги наградат тие кои што препознале дека се справуваат со овој проблем, односно им овозможуваат убав и чист град, чисто населено место, пристојно за живење, кое што може да послужи за развој на туризмот, да привлече туристи, а не да одбие, а од друга страна и за нивното здравие и здравието на нивните деца, а да ги казни оние градоначалници кои што со месеци не преземаа ништо, со фураните и диоксините влијаеа на загрозување на здравието на граѓаните, градоначалничката на Тетово, на Кичево, на Струга, сега да не зборам поединечно, меѓутоа сите тие знаат да се препознати нивните граѓани, бидејќи државме трибина на таа тема, и да можат на овие локални избори да направат вистински потек со своето однесување и да веруваме дека ќе изберат такви личности кои што ќе имаат можност и знаење да менаџираат вистински со отпадот и да Република Македонија биде држава која што ќе го реши овој проблем, меѓутоа и да биде држава која што на своите граѓани ќе им обезбеди високо ниво на заштита на животната средина и на култура на едно поинакво европско живење. Со ова ја завршуваме трибината и на крај морам да истакнам дека имаме многу прашања од граѓаните, на што особено ми е драго. Ние на тоа написмено во рок од неколку дена на секој од нив поединечно ќе одговориме, и тоа е нешто што ме мотивира да ги држиме овие трибини и да ветам дека Комисијата за животна средина ќе одржи уште една трибина посветена на отпадот, каде што овој пат ќе ги третираме другите типови на отпад и ќе кажеме како ние оценуваме и како експерти кои што во голема бројка ги има во самата комисија и како комисија со овој проблем понатаму треба да се справуваме и едноставно да овозможиме Република Македонија, како што кажав уште еднаш, да биде пристојно место за живење, кое што менаџирањето со отпадот веќе ќе биде неуспехот како завршена приказна за многу кратко време. Јас се надевам за многу кратко време и ВМРО ДПМНЕ преку своите градоначалници, па и на централно ниво ќе имаме можност да ја добие од граѓаните таа шанса, да ја продолжи оваа високо поставена лествица и да може на граѓаните да им овозможи навистина пристоен живот во сферата на животната средина.